ќе говориме на една тема која што директно ги засега младите, односно матурантите. Со оглед на тоа дека доаѓа крајот на учебната година, тие се соочуваат со голем број на дилеми, притисок се разбира во однос на тоа кој пат да го изберат, односно станува збор за професионален и образовен пат. Често се соочуваат со притисок и со тоа која е правилната одлука, односно која е правилната животна одлука, со оглед на тоа дека станува збор за голема одлука која што од која ќе зависи всушност нивната иднина. Многу повеќе околу самиот притисок и со тоа како се чувствуваат во моментот, кој е најдобриот избор во моментов со крајот на учебната година во однос на матурантите. Во продолжение слушаме многу повеќе од мојот денешен гостин Фики Гаспар. Добро утро и добро дојдовте во Утринска. Добро утро. На самиот почеток ќе прашам со оглед на тоа напоменав дека самите дилеми им носат притисок на матурантите, дали всушност тоа е комбинација со општествениот притисок и притисокот од надворешниот свет? Така да, ова е првата одлука која што младите треба да ја направат, која што за нив изгледа дека има поголема тежина, нели? Иако родителите и блиските околу нив овде се присутни да помогнат, да дадат совет, да дадат насока, сепак за прв пат во нивните животи се соочуваат со една одлука со која што најмногу ќе ги афектира нив и ќе зависи, нели, главно од нив и патот ќе им го насочи во кој правец ќе се движат. Со тоа што мнозинството од учениците кои што, нели, веќе се скоро полнолетни, нели, некои ќе продолжуваат на факултет, некои ќе одат, ќе работат нешто, ќе се одлучат за некоја професија, но сепак, нели, мнозинството од нив не знаат точно што сакаат, пошто сепак во таа возраст малку и тешко е вие да направите одлука за со што би се занимавале во текот на вашиот живот. Има некои помал процент од нив кои што веќе знаат уште неколку години уназад, имаат направена одлука, се гледаат себе си во таа професија, знаат точно за што ќе се одлучат, но за останатите е одредена несигурност и одреден притисок кој што го чувствуваат се повеќе како се ближи моментот каде што, нели, ги имаме уписите од универзитетите, веќе навршува школската година, уствари 4-та година средно, ќе завршат со матура и многу честа тема и помеѓу врсниците е ова, што ќе се случува понатаму и кај ќе се оди. Бидејќи напоминавте дека родителите се тука да им помогнат при самиот избор, многу често се случува пак родителите да го прават и притисок, односно да наметнуваат некој правец на детето кој што не му одговара, односно самиот матурант не ќе да го учи тоа, не ќе да го работи тоа, но според родителите треба така. Како ја коментирате оваа ситуација? Да, родителите се уште се во ситуација, нели, каде што до сега ги правеле сите одлуки за самите деца и сега наеднаш го чувствуваат и они тој притисок дека нивното дете сака да им има убава професија, добра кариера, да биде и финансиски задоволно. Знаеме ние колку социоекономскиот статус влијае, нели, на квалитетот на животот и затоа родителите овде го чувствуваат тој притисок за што и како. Посебно ако, нели, родителите се во некоја професија, веќе работат, веќе, нели, се изградени во некоја кариера и во некоја фела, тогаш може да се чувствува тоа очекување дека децата ќе продолжат, нели, по нивните стапки, нивните чекори, поточно ќе ја превземат истата професија и ќе ја градат кариерата во тоа поле, но многу често родителите знаат тоа да го направат и од страф и од нивни искуства, дали лични искуства или искуства на нивни во околината, каде што сваќаат дека многу важно е да се направи таа, нели, кариерна одлука, заради тоа што па баш и влијае, како што кажавме, на квалитетот на животот и за жал некогаш знаат да ги занемарат желбите и потребите на самите ученици до сега или на самите млади кои што па можеби имаат и своја друга замисла што сакаат и како сакаат да прават, некоја своја желба за што би правеле во текот на животот. А исто така, нели, зависи и од родителскиот стил. Имаме родителски стил каде што, нели, многу родителите подоминантно настапуваат, па има и некој очекување за што нивните деца би работеле или, нели, има и моменти кога родителот преку своите деца се да кажеме поставува во општеството, се гордее со нив, нели, им го одбира патот со тоа што обично тие се некои кариери кои што се, да кажеме,
по-социјално прифатливи, на повисоко ниво прифатени од општеството, и во тој случај нели они го поминуваат и тој момент на гордење преку децата, така да многу фактори се вклучуваат овде. Не е само нели што сакаат родителите и како сакаат, туку баш се од психолошки аспект се вклучуваат повеќе фактори. Би сакала да прашам накратко всушност како самите матуранти да го изберат соодветниот професионален пат, без да влие самиот притисок за кој што говоревме, па и самиот страв. Верувам дека секој од нив има мала доза на страв која што му го попречува патот кон правилна одлука. Така, ова е многу добро прашање. Во последните 2-2,5 месеци, пошто јас сум дел од Универзитетот на МИД во Скопје, ние работевме на ова, уствари имавме повеќе отворени денови на самиот универзитет да можат средношколците, нели, кои што сега се матуранти, да дојдат да посетат, да видат што се работи. Имавме повеќе посети во училишта, каде што по еден професор од сите факултети на универзитетот го објасни, нели, што е професијата, што можат да очекуваат, им дадовме малку можност да видат што ќе студираат. Знаете, затоа што нешто што се соочуваат матурантите, имаат преголем избор, а не точно знаат што можат да очекуваат доколку почнат во одредени студии. Исто се случува, нели, доколку почнат во одредена работа. Многу од нив, нели, и ако не одат на студии, ако продолжат, нели, со некоја кариера, сепак не знаат со што ќе се соочат. Многу ретко некој од нив имал искуство во средно училиште за време на летниот распуст да поработи малку практично, па да види, да знае што се очекува. И важна е оваа работа, затоа што многу често некогаш младите кога ќе се одлучат за нешто, потоа сваќаат дека не е како што они го перцепирале, и затоа ние од универзитетот се потрудивме да малку ги запознаеме, да ги видат професорите, да поразговараат, да видат што можат да очекуваат, па и да им се даде малку и од тоа што ќе можат да работат кога ќе нели завршат тие студии, барем во аспект на универзитетскиот момент кој што нели ние можевме да им го доловиме. За останатите кои што сепак нема да одлучат, нели, да одат на повисоко усовршување и на повисока едукација, ќе одлучат, нели, да работат со нешто, и многу често тоа, барем од статистички гледаме, дека тоа што им е во близина и што им е појасно и што можеби имаат некој близок како некој од родителите или некоја важна личност, блиска личност важна за нив, го работи, они можат на тоа да се насочат, но имаме и многу мал процент на студенти кои што едноставно имаат некоја пасија за нешто, тргнуваат по тоа, нели, и ученици или со некоја професија, па го градат патот така. Но кажавте многу убаво, нели, притисокот е присутен, очекувањата исто така се големи од нив, со самото тоа што е многу зборувана тема и фокусот е даден само на тоа, пошто, нели, треба да ја направат одлуката, уште повеќе го зголемува тој момент на очекување и на притисок, како што кажавме, и многу често, нели, доаѓа до израз и одредени моменти во однос на психичкото здравје и менталната хигиена. Самиот притисок ги прави некои ученици или некои млади, ако знаат да бидат малку поанксиозни, ако потешко се одлучуваат, ако даваат повеќе тежина на овие работи, може тоа лично да го почувствуваат вистински како терет и да им влијае на начинот како ги доживуваат работите и баш да го почувствуваат како терет и како притисок. Благодарам многу што отворивме оваа тема утринава. Се надевам дека колку можевме им помогнавме на младите лица. Благодарам на вас. Благодарам уште еднаш. Тоа беше Фики Гаспар, психолог. Говоревме за сетоној притисок и дилеми со кои се соочуваат матурантите при крајот на учебната година при изборот на професионален и образовен пат од кој ќе зависи нивната иднина.